Вака, драги гледачи, сакам да ви кажам сега следно. Значи, знаете дека Амет е веќе околу година дена кај мене. Го гледам и го сакам како свој собствен брат и така тоа ќе остани до крајот на мојот живот. Ќе го сакам и ќе го гледам Амече и нема да дозволам никој да го малтретира, било кој да е, ќе има проблем со мене. Сега што сакам да кажам? Амече е веќе година дена кај мене, го зедов и Попај од улица исто, затоа што го сожалив. И беше интересен доста лик, не само дека го сожалив, туку беше са реално да кажеме интересен лик. Може многу од вас да го мразат Попај, затоа што стварно беше антипатичен, но беше и интересен лик, мораме тоа да го признаеме. Сега може да го мразете човеков, ама треба да признаете и дека беше интересен тип. Дали ќе се согласите со мене? Да, интересен беше, трескаше глупости, значи стварно беше смеа. Сега што е следно? Прва тепачка помеѓу Амет и Попај се случи во Куманово, кога Амет му опцу мртва мајка, му рече да ти имам мртвите, а тој и пресно му умре мајка му. Ова баба што му ли му е таа, не знам што му почина, но од него го порасна баба му. Тој повеќе ја сака баба му отколку мајка му, Попај, и си ја сака баба му и тоа од него доста го погоди и фати си Степаја. И тогаш јаде ќотек Амет. Јас не бев тука, после кога дознав дека си Степале, јас му се развикав на Попај и го советував повеќе тоа да не се случи. И тој рече добро. И од тогаш се немаат и Степано. Јас знаев дека веќе не се тепаат. И од тогаш Попај му се дерел на Амет, му се понашал неубо. Еве некој што ги гледал лајвовите на Попај, има доста сведоци. Јас не ги гледав кога ќе излегов од дома, не ги гледав лајвовите на Попај. Јас кога излегов од дома, тој си се пушташе на лајв и му се дерел на Амече и ми пуштија на Инстаграм само еднаш да го видам тоа. И го видов дека му се дери, му се понаша, го команда да му донеси вода, патиките да му ги донесе, алишта да му донесе, ова, она. Да, доста агресивен беше кон Амет Попај. И Амет денес ми кажа дека сето ова се случувало веќе не знам колку е, 2-3 месеци е веќе кај мене Попај, и ми кажа дека Попај му се заканвал на Амет, доколку ми кажи мене дека ќе го тепа. Види, јас луѓе не го мразам Попај, јас го сакам Попај, затоа што и на таков човек не можеш да му се налутиш, затоа што тој не е тука со мозокот исто како и Амет. Да не го осудуваме одма, но јас преценив дека треба да му се даде на Попај црвен картон, затоа што Амет не е човек кој што треба да го малтретираш и да му се дериш и да му викаш, затоа што прво Амет не може да ти смисли лошо нешто да ти направи, не може да ти наштети, не може да ти се раздери или да те удри или било што. Амет е толку е сладок, толку е симпатичен, што јас немам душа на Амет да му се раздерам или па да го удрам или за нешто да го казнам, освен што не му дозволувам да пушти цигари. И тоа ќе биде така до крајот на животот, борба со него, он ќе се крие, јас ќе му забранвам, затоа што не сакам да пуши цигари Амет. И го малтретирал доста, му се дерел, го удирал. И Амет ми кажа мене, јас седнав, зборав со Попај, го прашав зошто му го правиш ова на Амет, но очигледно е тоа дека Попај на Амет му е љубоморен. Да, Амече не гази на мравка. Можете и вие да потврдите дека Попај на Амет му е љубоморен, затоа што Попај со кого и да збора на Снапчат, го бараат Амет. Дали со девојчиња, дали со мажи ке збора Попај, било со што,
го барат Амет и него тука го фаќа љубомора и изгледа тој зато него му се дери на Амет и го удира. Затоа што е љубоморен. А добар лик е Попај, стварно е добар лик, е интересен и знае да направи забава. Ама со ова што со овај потек кон Амет стварно многу ме разочара Попај и ме налути. И многу му сум лут на Попај заради тоа што Амет мене ми е како брат, јас немам брат, јас изгубив брат. И јас го прифатив Амет како мој сопствен брат и мене ми е многу горд, јас сум многу горд на Амет што успеа да влезе, да запее песна и да си направи своји сопствени пари. Дали знаете на концертот кога беше таму во то селото во Струмица, не знам кај беше, што ли е тоа, општина или град ли е, не знам, немам појма. Тогаш кога пееше од Адил песна, Попај му го чапна микрофонот и тој пееше лаку ноќ ти јос пожелим сваку ноќ. Јас му го зедов, му го вратив микрофонот на Попај, ова на Амет и му реков да не продолжи во Богдан си ковевме, јас му забранив да му го зема микрофонот и да му пее. А беа добро комбо, реално немој да мислите дека јас ова го измислувам се за контент, далеку од тоа јас да измислувам вакви работи само заради контент. Еве ќе видите, ќе гледате, ние ќе си заминеме повторно во Куманово, Попај нема да биде со нас и ќе видите дека е стварно ова што ви го зборам, дека јас денес Попај го избркав. Јас лично си признавам, го избркав, се јавив кај неговата фамилија, Амече со мајка ми излезени се, ојде ни се малце на живот, сакам малце Амече да шета, да ужива малце, затоа што тој видел многу стресни работи и му се има дерено и го имат удирано, а јас за тоа не сум знаел. И денес Амече сам ми кажа и Попај ми призна, јас не сакам со ова да го отцрнам Попај, не сакам ниту да го сретните на улица или да му се дерите на Попај или зошто вака или зошто така си му правил намет. Значи јас ве молам, не сакам да биде од вас матретиран Попај, после ова што го кажувам, значи ве молам, затоа што и тоа е лице со посебни потреби кој што не размислува за последици, што може да се случи после тоа. Значи остајте го, љубоморен му бил на Попајче, ова на Амет, и еве му, сега си сакаше, плюс тој си сакаше да замини од тука, после се каеше, па ме молеше да го вратам назад, сведоци сте и вие, ја го вратив, и кога го вратив назад, Аметче се уплаши и изгледа дека пак ќе му се дешава истото, и изгледа тој не можеше веќе да живее во страв Амет и денес ми кажа, затоа што Аметче се плашеше да ми каже од Попај. Ама и Попај не е со сите, значи и тој не сака, ама го тера тоа да го прави, а изгора на тоа му бил љубоморен. Луѓе, добро Мики, ќе тебам тебе со сенив. Луѓе, само да ви кажам нешто, чајте малце да се... И ви кажувам луѓе, значи, па би му помогнал на Попај, доколку го сретнам на улица, од мене Попај ќе добие и пари, и храна, доколку му требат и јалишта, и патики, и се би му купил, затоа што го сакам и Попај, но за да живее со семејството МДФ од сега понатаму, има црвен картон доживотно. Значи Попај од мене доби животен црвен картон за да живее со нас, затоа што Аметче беше матретиран од страна на Попај, јас тоа не го знаев. И да, перма бан доби Попај. И вие го имавте приметено тоа и доста луѓе ми пишваја овде на лајвови, овај изгледа го матретира Амет, изгледа вака, изгледа онака, но јас тоа не ви го вервав. Затоа што стварно не се ни надевав дека јас кога ќе му дадеш на некој добар живот, луѓе, кога ќе му дадеш на некој добар живот, ти не се надеваш дека може да дојде до некаква љубомора, до некакво малтретирање, до некаков проблем. Затоа што јас нив ги зедов од улица и му дадов добар живот,
му купив од 300 евра телефон на Попај, телефонот му го оставив, ја не сум човек што ќе купи нешто па поклонот ќе го бара назад, значи катастрофа, иако заслужуваше да му го земам телефонот, затоа што тој мене ми гибна во нешто што најмногу го сакам. Јас можам да кажам дека го сакам Амет исто како сопствениот син што си го сакам, и би претепал некој за Амет, и ми дојде да го претепам Попај, но не можеш да го претепаш, не можеш да претепаш такво лице. Него само разговарав со него, му кажав дека повеќе не може со нас да си, тој се извинваше и викаше не знам што да прам, кажете ми што да прам сега, да си одам или да седам. Јас му кажав слободен си, немаш поќе тука што да седиш. И тој си собра, тој иако дојде овде без алишта, јас му имав купено неколку ствари, му купив патик, алишта, телефон, и еден шешир му купив, си го зеде и шеширот, си зеде патики, си седе влечки, се што имаше, се што му имав купено, му дадов и полнаш за телефоно, и си замина, мислам дека си замина кај татко му, и јас пак стојам на тоа, доколку му треба помош на Попај, јас сум пак тука да му помогнам, ама од надвор да му помогнам. Тука појќе Попај со нас има црвен картон доживотно, затоа што тој не знаеше да го искористи тоа, јас што му дадов добар живот, не знаеше тој тоа да го искористи. А беше доста интересен лик и ми е жал стварно за тоа што беше доста интересен лик и знаеше некогаш да ме насмее во тешки моменти, кога ќе имав паничен напад, кога ќе ми беше тешко, знаеше Попај да дојде да тресне некоја зелена, ќе го памтеме по тоа, дека беше стварно интересен лик, но од друга страна беше и лош човек за Аметче, и Аметче не можеше да живее нормално, затоа што Аметче е човек кој што сака да спие, многу сака да спие Амет, и ми кажа дека тој додека спиел, овој го туркал да се тргне по настрана, и мислам дека некој да те турка од спиење да го тргаш на страна е многу лошо, а Амет е тип кој што мразе да го стануваш од спиење или да му велиш тргни се потаму. А може би, ама не е така мил како Амет. Амет е посебен како игла во сено. Да. Јас како Амет не сум сретнал досега човек, искрено ви кажувам. Амет е една предобра душа, една чиста душа. Мислам ја дека тој човек нема греф. Амет е многу нежен човек, многу симпатичен, така еден мил, доста мил. И мислам дека не постои таков тип, нема. Тој е limited edition, еднаш тој е произведен во светот и друг нема како него. Кога ќе го носиш Амет пак на лекар? Па треба да го однесам сега во Скопје, му имам закажано психијатар и психолог. Психологот ќе процени што му уствари му е на Амет, а психијатарот ќе даде терапија доколку е потребно да се даде терапија, и се надевам дека Попај Амет ќе биде малце подобар, отколку што тој каде е сега подобар, барем вие го знаете, го памтете каков беше кога го донесов првите денови на лајв, сега е многу подобар, но исто така треба да се работи со Амет, затоа што Амет мразе да си прави хигиена, мразе да си сече ногти, мразе да си скапе, мразе се, не знам зошто е таков. А Попај беше многу подруг. Попај си ги переше и јалиштата, си секваше ногти и се капеше и не знам. Попај беше многу поразличен од Амет. Да, Попај знаеше да си направи рутина, а Амет не знае. Дон денес, година дена е со мене и не знае да си направи никаква рутина, и тоа многу ме разочарва од Амет, но нема многу. Да, посвесен можам да кажам дека бил Попај, но беше доста љубоморен и го напаѓаше Амет, затоа што тој, пред мене има разговарано со девојчина кој што се 18-19 години, и са нормално на тие девојчина Амет му е интересен како лик и го барат да го видат. Ама тој то не го сваќа дека Амет не го сакаат за да му биде дечко или да го земаат дома за маж, оти Попај си влегва во филм кој ќе збора со девојка дека тоа е веќе готово негова женска му е. И кога ќе му рекоја него, дај да го видам Аметче, тој се нервираше и као, него Аметче, го, на, и толку, и ќе се свртеше и ќе разговараше пак тој со нив.
И јас тука осеќав дека е љубоморен, ама тој не сваќа дека уствари Амет го бараат женскиве да го видат затоа што му е интересен како лик, туку тој си прави во филм во главата дека него го сакаат за маж, а Попај не го сакаат за маж. Разбирате? И љубоморен е, не знам како да кажам. Иван Кралот за мене, не, Иван Кралот е тешка ситуација. Ритко мајка ми вели дека си во право и вели дека треба да сите да бидеме како тебе, да имаме самодоверба и да бидеме храбри. Да послушаш мајка ти, убаво ти вели. Амет е добар, само му помогни. Добро, луѓе, слушате сам. Сакам нешто да кажам. Друго нешто сакам да кажам. Попај што го избркавме, доби црвен картон. Јас пак ја кажам дека стојам тука да му помогнам на Попај кога и да треба и во 5 и во 3 и во 4 сабајле по полној, кога и да е. Јас стојам тука да му помагам на Попај. И ако му треба и за неговото семејство би му помогнал, и финансии ако му требат на Попај, тука сум да му помогнам. Доколку е гладен, тука сум да го нахранам, доколку му требаат пари, тука сум да му дадам на Попај. Но да живее повеќе со нас, добива црвен картон.